Во оваа вежба ќе прикажеме изработка на медал во SolidWorks. Значи, одбираме рамнина фронт, па на неа треба да нацртаме нов плейн кој го наоѓаме во менито со алатки Futures. Одбираме должина, значи околу 10 мм раздалеченост. Исто тоа го повторуваме за наредните 4 плейнови, но со различна големина. Откога ќе ги нацртаме овие плейнови, значи треба да нацртаме и нареден плейн кој ќе биде во обратна насока, тоест reverse direction, од околу 140 мм. Па за да почне со цртање на медалот, го земаме плейнот 1, потоа од скетч одбираме функција правоаголник, цртаме произволен правоаголник во скетчот 1. Притискаме Hit Sketch. Потоа одиме на плейнот 2. Во него цртаме крупче. Потоа одиме на плейн 3. Исто така и во него цртаме круг. Потоа одиме на плейнот 4. Откога ќе нацртаме во овие, одиме на плейнот кој ни се наоѓа во обратна, кој го нацртавме во обратна димензија, во него цртаме исто така правоаголник. Потоа одиме во менито со алатки Futures и од него ќе користиме алатката Lofted Base Boss. Таа служи за поврзување на елементите кои се нацртани во плейновите, така да ги обележуваме сите елементи. И притискаме на Yes. Гледаме дека добивме некоја форма на медал. Потоа ги користиме алатките Rotate View, Pan и Zoom за да можеме да ги вртиме погледите, за да можеме да го погледнеме од сите страни. Во оваа вежба ќе прикажеме изработка на медал во SolidWorks. Значи, одбираме рамнина фронт, па на неа треба да нацртаме нов плейн кој го наоѓаме во менито со алатки Futures. Одбираме должина, значи околу 10 мм раздалеченост. Исто тоа го повторуваме за наредните 4 плейнови, но со различна големина.
Откако ќе ги нацртаме овие плейнови, значи треба да нацртаме и нареден плейн кој ќе биде во обратна насока, тоест reverse direction, од околу 140 mm. Па за да почне со цртање на медалот, го земаме плейнот 1, потоа од скетч одбираме функција правоаголник, цртаме произволен правоаголник во скетчот 1. Притискаме Hit Sketch. Потоа одиме на плейнот 2. Во него цртаме кругче. Потоа одиме на плейнот 3. Исто така и во него цртаме круг. Потоа одиме на плейнот 4. Откако ќе нацртаме во овие, одиме на плейнот кој ни се наоѓа во обратна, кој го нацртавме во обратна димензија, во него цртаме исто така правоаголник. Потоа одиме во менуто со алатки Futures и од него ќе користиме алатката Lofted Base Boss. Таа служи за поврзување на елементите кои се нацртани во плейновите, така да ги обележуваме сите елементи. И притискаме на Yes. Гледаме дека добивме некоја форма на медал. Потоа ги користиме алатките Rotate View, Pan и Zoom за да можеме да ги вртиме погледите, за да можеме да го погледнеме од сите страни.